Добро дојдовте и ова неделно утро во најновото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. Како и секогаш, така и овој пат се потрудивме околу изборот на денешните содржинија што поточно ќе гледат. Дознавате од краткиот преглед на денешното издание кој следува токму сега. Во новиот Урбан Блок ви помагаме да се справите со лузните од акни, со алергиите и како да одберете цвеќе за вашиот затворен простор. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Подгответе се да ја откриете тајната на здравиот сон. Подгответе се да уживате во италијанската посветеност кон уметност и деталите. Изработени по најнова технологија и со најдобрата мемори пена Магнифон, душеците на Магнифлекс се анатомски, ортопедски, антибактериски и антиалергени. Со 52 годишна традиција, најквалитетните и непродавани италијански душеци на Магнифлекс, конечно и во Македонија. Магнифлекс, за оние кои уживаат во спиењето. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Еден од најчестите проблеми со кои за жал се почесто се соочува особено младата популација е проблемот со акните. Акните се третираат, барем во денешно време благодарение на напредната технологија постојат најсовремени третмани. Но што по нивното третирање? Остануваат лузни, а како да се справиме со нив? Дознавате во прилогот кој следува во продолжение. Акните се еден од кожните проблеми од кои сме засегнати сите, независно од пол, независно од возраст. Но нешто што создава уште поголема мака се лузните предизвикани од нив. На оваа тема денес зборуваме со доктор Тихомир Цветковиќ од Дерма Плюс. За почеток ни открива што тие представуваат и како се третираат. Кога имаме активна форма на акни кај нас, оние кои што се најголеми воспалени или со гнојанички акни, нивниот процес работи подлабоко во кожата него на самата површина, предизвикувајќи лузни или формација на лузни на дупчиња на ниво на тој дел од кожата. Резултатот на тоа изгледаат длабнатини или дупчиња на нашата кожа на оние места каде што биле тие воспалени акни. Последните, да речам, анализи или последните испитувања на оваа тема установиле дека секоја акна која што е воспалена и загноена и останува нетретирана, обавезно се резолвира или се организира во лузна. Многу често ако гледаме тоа кај нас, тие лузни се перзистентни, значи траат. Луѓе мислат дека како што понатаму иде животот дека тие ќе пројдат, за жал не праќаат. Не се ни влошуваат, меѓутоа не праќаат. Затоа убаво е да се делува прво на акните, а потоа да се делува и на последиците од акните, односно на лузните. Постојат повеќе модалитети за решавање на овие лузни, меѓутоа кај сите тие многу е битно да се напомене дека не сме да се работат или не би требало да се работат додека имаме активен процес на лицето, односно имаме активни акни. Сите тие методи во контраиндикациите вклучуваат активни акни поради ризикот да се прошири, да се инфицира, значи бараме процес кој што, односно бараме состојба каде што акните се решени, па после пристапуваме кон нивен третман. Ги третираме на повеќе начини, најчесто во пракса мезотераписки ги третираме со помош на дермапен. Тоа е направа која што го провоцира базалниот слој на епидермисот да почне сам да се поправа, а со тоа и ги пегла, условно кажано, лузните. Меѓутоа има и други методи, се користат концентрати од трихлорооцетна киселина, се користат лазерски препарати, значи CO2 лазери, ирбиум лазери и слично, кои што сите имаат една цел, а тоа е да ја изрезбаат, да речам, кожата за да ги намалат оние симптоми или оние видливи лузни од акни. А што по третирањето? Дали постои опасност тие повторно да се појават? Темата или проблематиката на акни е комплексна, зависи од повеќе фактори дали ќе имаме рецидив или не. Едно од тие фактори е неадекватна терапија или некој хормонски дисбаланс или пак генерално склоност кон акни заедно со така еден неизбалансиран, конкретен начин на живење и на здравје. Меѓутоа, да речеме, кога станува збор за лузните од акните,
кога третманите што ги работиме ќе постигнат својата ефикасност, својата цел, повторно тие лузни не се јавуваат, не се продлабочуваат, дури телото го зима замавот и ги досредува, ги дофинишира и полира ние останати делови што не можеле да речеме методите и процедурите да ги решат. Меѓутоа, за да има една лузна треба да има акни. Ако проблемот со акни е решен, после ние го решаваме проблемот со лузните. Како што не се појавиле преку ноќ, така и не можеме да очекуваме да ги истретираме со еден третман. А колку се доволни, дознаваме во продолжение. Ова на ова прашање не можам директно да одговорам, бидејќи зависи од секој метод по одделно, нели? Меѓутоа во ниеден случај не е еден третман, нели? За жал вака, за жал за пациентите, нели? Треба трпение, затоа што тоа е долгорочен процес и во принцип се сумира на тоа дека ние со сите тие третмани го провоцираме телото да почне само, го рестартираме, нели, рестартираме кожата сама да си ги поправи тие грешки, кои што нели без соодветната провокација не би можеле. Станува збор за, да речеме, 2-3, зависи 4 третмани, меѓутоа оваа бројка е така отворена, зависи од повеќе фактори, зависи од типот на лузните на акни, значи има повеќе типови на лузни, има ролинг, има айспик, има комбинирани лузни, значи некои се подлабоки, некои се на понеизгодно место. Кога веќе збориме, би збореле за некои просеци, 2, 3, 4 третмани во зависност, зависи, нели, од повеќе фактори, како што рековме, би постигнале ефект. Сепак, превенцијата е најважна. Како да се грижиме за кожата, подлежна на акни, со цел таа да не остави лузни на лицето. Прво и основно, ако си има акни, да не се чека сами да пројдат. Тоа е прашање кое што за жал многу често го слушам у пракси, многу ме чуди од кај таа идеја на пациентите и на граѓаните. Потоа, ако веќе сме во процес на лекување, да се биде истраен со терапијата за акне, бидејќи и тоа долг процес и бара трпение и бара соодветна терапија. Осем тоа, секој процес кој што на кожата може да односно на акната може да ја предизвика воспаление, да се избегнува. Тие процеси се буквално се од стискање, значи строго се забранува стискање затоа што можеме да ја воспалиме, загноиме, консеквентно на тоа да се направи лузна. Извесен тип на храни, односно храни кои што имаат млечни масти во голема количина, кои што се помасни генерално, и храни кои што имаат бел шекер се исто така провокатори на воспаление и инфламација и нели со тоа рискираме лузни и користење на несоодветна терапија или на несоодветен начин некоја терапија знае да ги влоши акните, а со тоа и да придонесе конформирање на лузни. Што со нетретираните лузни? Дали тие остануваат на кожата? Лузните се трајна работа. Лузна како лузна не го менува својот облик, дали е на лице од акни или од повреда или од операција или не знам, лузна е лузна и како таква останува. Несоодветниот третман нема да ги санира, не може да ги влоши. Ме разбирате? Така да, значи тоа е тој момент да се одбере соодветен метод и да се биде истраен во тој метод за да се решат овие работи. Постојат, значи ова се полуинвазивни, негде инвазивни методи кои што се себе си носат несакани ефекти, меѓутоа тие ефекти несакани се транзиторни, како едно црвенило, една нелагодност. Ако правиме муаве за CO2 ласер, тој и отоци има, значи малце поинвазивна метода. Меѓутоа сума сумарум сите тие работи се пролазни и неопходни до негде за да го решиме целиот процес како што треба. Секој период од годината си носи своји убавини, но во секој период од годината се соочуваме и со добро познатите алергии. А како да се справите со нив, ви откриваме во продолжение. Алергијата се јавува поради неправилно функционирање на имунолошкиот систем. Телото на алергично лице бурно реагира на некои супстанции од нашата природна средина, кои инаку се безопасни. Таквите супстанции се нарекуваат алергени. Реакцијата на алергени обично создава воспаление кое предизвикува различни симптоми, како што се поленска треска, екзема, астма и многу други. Во здрав организам, антителата го штитат од вируси, бактерии и инфекции.
Кај алергичните луѓе имунолошкиот систем греши одреден алерген како непријател и почнува да создава антитела за одбрана од него. Ваквите антитела, наречени имуноглобин Е, се врзуваат за мастоцитите кои се во изобилство под површината на кожата, во носот, очите, белите дробови и гастроинтестиналниот тракт. Кога антителата ќе пронајдат алерген, тие се прицрстуваат на него, предизвикувајќи мастоцитите да создаваат моќни хемикалии, вклучително и хистамин. Алергиска реакција може да се појави веднаш или по неколку часа по контактот со одреден алерген. Алергиска реакција може да предизвика различни симптоми. Симптомите на алергиска реакција зависат од тоа како алергенот влегува во телото. Например, поленот вдишан преку носот обично предизвикува симптоми во носот, очите, синусите и грлото. Добро позната реакција на полен е алергискиот ринитис или поленска треска. Од друга страна, алергијата на храна најчесто предизвикува проблеми во желудникот и цревата. Алергиските реакции често се појавуваат истовремено на различни делови од телото. Симптомите на алергија може да се движат од благи до тешки и опасни по живот. Тие може да се поделат во зависност од тоа на кои органи влијае. Тоа се кожата, како пецкање, екзема и отекување на лицето, респираторен тракт, нос, поленска треска, грло, оток, бели дробови, кашлица, отежнато дишење и бронхоспазам. Гастроинтестиналниот систем, гадење, повраќање, абдоменална болка, диареја. Симптомите на алергија може да бидат локални, како например оток предизвикан од дубот од пчела или општи, распространети низ телото. Анафилаксата е општа алергиска реакција, која влијае на респираторниот тракт и кардиоваскуларниот систем, кожата и гастроинтестиналниот тракт. Се повеќе луѓе веруваат во природни начини на лекување. Кога станува збор за алергиите, традиционалната медицина остава простор за природен третман. Алергискиот ринитис, предизвикан од алергени, е долгорочен проблем. Потребно е време и напор да се контролираат симптомите на алергија. Покрај лековите кои редовно се администрираат, особено во акутни состојби, природните третмани можат значително да помогнат во ублажувањето на симптомите. Ако можете да го избегнете или намалите контактот со алергени, можеби ќе можете целосно да ги намалите симптомите и да ја контролирате алергијата со помалку лекови. На овој начин можете директно да влијаете на сузбивање на сите атопични симптоми, како и воспаление на синусите. Избегнувањето на алергени е еден од клучните начини за природно лекување на алергиите. Еден од природните лекови е маслото од црнким. Поради неговите антиинфламаторни, имуномодулирачки и антихистматични ефекти, тоа е еден од првите избори за ублажување и спречување на симптомите на алергија. Ги ублажува сите симптоми на алергија, делува бронходилататорно и го олеснува дишењето, а со антибиотско дејство. Маслото од црнким го спречува развојот на секундарни бактериски инфекции, кои често се јавуваат како придружници на сезонските алергии. Добри се и пробиотиците. Тие се всушност пријателски бактерии и може да помогнат да се намали алергиска реакција на полен. Студиите покажуваат значително намалување на симптомите во споредба со плацебо. Главните извори на пробиотски бактерии се ферментирани производи како кефир или јогурт, како и мисо и темпе. Поради алергии и ослабен имунитет, често е потребна поголема доза од ова што може да се постигне со јадење, па затоа се користат додатоци во исхраната. Што се однесува до борбата против алергиите, најпрепорачани се природните лекови. Обидете се да пробате пијалоци или додатоци кои содржат спирулина, сино-зелена алга. Тоа е моќна антиинфламаторна супстанца која може да помогне да се смири прекомерната реактивност на имунолошкиот систем на предизвикувачи како што е поленот. Пробајте и со масло од еукалиптус. Тоа има корисен ефект врз респираторните проблеми како што е астмата. Може да ставите малку масло во сат и да го чувате до вашето биро за време на работното време. Дишењето уште ќе го олесните ако измешате 3 капки масло од еукалиптус со лажичка маслиново масло и втриете во градите. Користете билки за чистење и смирување на крвта како што се лук, глог, невен, равнец, жалфија и липа. Збогатете вашата исхрана со свежо овошје, зеленчук, јаткасти плодови, грозје, јаболка, портокали и домати. Чувајте ги прозорите затворени за да спречите полен да влезе.
Инсталирањето на квалитетен прочистувач на воздух отстранува 99% од алергените од воздухот. По излегувањето истуширајте си и облечете чиста облека, за да го отстраните преостанатиот полен. Секојдневно исплакнете го носот со солена вода. Пијте многу течности и користете природни средства за чистење во домаќинството. После ова, сигурни сме дека во наредниот период проблемите со алергиите ќе бидат сведени на нула. Цвеќињата се оние нешта кои прават да изгледа убаво и префинето секој простор. А кое цвеќе е погодно да го одберете за во вашиот дом, ви откриваме во прилогот во следните неколку минути. Цвеќињата се наши пријатели, не следат низ животот. Ретко ќе сретнете домаќинка која дома нема зелени миленичиња. Цветовите го насладуваат окото, создаваат позитивна енергија, лекуваат. Најдобриот подарок за саканата личност е цвет, символ на љубовта и локацијата. Многу цвеќиња во затворен простор може да го подобрат квалитетот на воздухот, да го прочистат и неутрализираат штетното зрачење и да не оздрават. Таквите растенија треба да бидат во секој дом. Но колку сакате да почувствувате допир на природата во вашиот дом, без разлика дали живеете во стан или куќа, цвеќињата во затворен простор се вистинскиот избор за вас. Тајната на успешното одгледување на цвеќиња во затворен простор е во одличниот избор на видови кои најдобро ќе се прилагодат во вашите услови, навики и обврски. Цветовите во затворен простор се еден од основните детали кои го подобруваат секој простор. Цветовите во затворен простор се вистинскиот избор доколку сакате да ги освежите осамените и празни агли на вашиот дом. При избор на совршен цвет за вашиот простор, имајте на ум барања што некои цвеќиња во затворен простор ги бараат од вас. Следниве убавици бараат од вас само постојана грижа и внимание, а за возврат ќе ви обезбедат убава цветна магија. На прво место орхидејата. Позната по својата елегантна минималистичка убавина, орхидејата е сон за многу жени. Иако е едно од понапорните цвеќиња во затворен простор, не треба да се плашите, бидејќи со соодветна грижа ќе цвета секоја година. Ехмеја. Иако овие цвеќиња во затворен простор бараат високи температури, висока влажност и секојдневно наводнување, тоа е мала жртва за овие убавини. Ако сакате антриум во вашиот внатрешен простор, подгответе се да му обезбедите високи температури и влажност на воздухот, бидејќи ова цвеќе е тропско растение. Ако чувствувате дека вашиот дом нема зеленило и цвеќиња, немате доволно време целосно да им се посветите, не очајувајте. Иако светлината е еден од најважните фактори во животот на секое растение, сепак постојат и цвеќиња кои во затворен простор може да преживеат со минимални потреби. Убавината на овие растенија се рефлектира во големите и месести зелени листови, кои го освојуваат секој простор. Некои од прекрасните зелени убавици се зелен крин. Иако е општо познато дека лилјаните сакаат места капени на директна сончева светлина, овие цвеќиња во затворен простор напредуваат и без неа. Калатеа. Најголемото богатство на овој вид се неговите украси, шарени лисја. Со малку грижа може да ја украси секоја соба од вашиот дом. А истото го може и аспидистрата. Одлични цвеќиња во затворен простор за одгледување, бидејќи може да издржат долго време без вода и светлина. Филадендрон. Примамливи цвеќиња во затворен простор поради нивната едноставност и скромност во грижата. Едни од најдобрите и најбарани растенија кои треба да ги има во секој дом. Алоe вера има лековити својства. Често се користи во традиционалната медицина. Сокот има антиинфламаторни својства. Ослободува кислород и го прочистува воздухот во просторијата. Се користи за заздравување на рани, како и за третман на желудникот. Хлорофитум – оригинално и корисно растение. Пожелно е да се засади во секој дом. Дава многу кислород и ја чисти просторијата. Се препорачува инсталација во кујна и други простори за живење. Ова растение го прочистува воздухот од штетните микроорганизми, ги неутрализира токсините и е брзорастечко растение со долги ластери и мали ластери. Аспарагус – растение кое ја продолжува младоста, ослободува материи кои ја зголемуваат еластичноста на кожата, ги отстранува тешките метали од воздухот, но ќе ја заситува просторијата со кислород. Некои видови се користат дури и во готвењето. Други видови се користат за композиции. Нането е одлично за дома. Создава пријатна арома, смирува и се користи како зачин.
Докажан фаворит. Нането се користи во готвење и за медицински цели. Има прекрасен поглед, се прилагодува на домашните услови и носи радост во домаќинството. Еукалиптус се препорачува да се користи за ублажување на грчеви од бронхиите и белите дробови. Есенцијалните супстанции имаат корисен ефект врз респираторниот систем. Го прочистува воздухот и испушта прекрасен мирис. Етеричното масло има својства за дезинфекција и понекогаш се користи за лекување на болести на гениталните органи. Расте добро и има атрактивен изглед. Мајката природа се погрижила човекот секогаш да има се што му треба при рака. Ако целосно ја знаете лековитата моќ на растенијата, тогаш ќе сватите дека живеете среќен, долг и исто време здрав живот. Тоа е целосно можно без употреба на лекови, добиени од хемиски средства. Она што го дискутиравме денес е само мал дел од она што го содржат овие растенија. Згора на тоа, покрај нив има и други кои не се воопшто помалку корисни. Оптик 20 за 600 денари, Оптик 40 за 1000 денари, Оптик 100 за 2500 денари, Оптик 1000 за 3500 денари. Кој е вашиот избор? Пакети за сечија потреба. 26 години. Телекабел. Тука за вас. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Влог. Доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела на исто место во исто време.